Македонија, но и Скопје и натаму се дават во смок и густа магла, која иако во дел од градовите малку попушти, сепак мерните станици покажуваа зголемено присуство на штетните честички во воздухот и до 10 пати над дозволеното. Мерки и натаму нема ни за лек, а од Институтот за јавно здравје само дадоа препораки до граѓаните за заштита од аерозагадувањето. Советуваат лицата со респираторни проблеми да не излегуваат ако немаат потреба, посебно бремените жени, лицата со хронични заболувања, како и пациентите со астма и луѓето кои работат на отворено. Екоактивистите по кој знае кој пат алармираат дека состојбата не чини и вела дека државата мора сега и веднаш да изнајде начин за тоа како да се ублажи алармантната состојба која го труе народот. Кога имаме само препораки, тука станува голем проблем, бидејќи тоа се препораки. Нема кој да се грижи дека тие се имплементираат, нема кој да следи дали навистина имаат некаков ефект тие препораки, и тие препораки се многу привремени. Сега кога е многу критична состојбата да ги решиме тука, но на долг рок повторно не носат тие резултати. И додека надлежните алармираат дека состојбата е загрижувачка, граѓаните кои сакаат да видат сонце и да подишат чист воздух побегнаа на водно. Да, овде е супер време. Многу ни пречи, затоа се качуваме. Горе гледам почисто, поубаво. Па од горе е почисто, но надале се гледа многу магла. Тука се диша супер. Ви пречи загадениот воздух долу? Многу. И мириса лошо се. Катастрофа, доле е многу лошо. Загадениот воздух силно удира и по најмладите, кои тие спасот го бараат на врвот од планината. Вела дека надлежните мора сериозно да поработат за решавање на овој проблем. Многу има магла, треба да се прочисти ова, да има нешто ново за да го прочистува воздухот. Више недела ден имаме магла, не може да се видиме кој каде, страшна работа. Малце треба да се превземат некои мерки, ова веќе е претерано. Нема поента горе да биде друга, доле не се превзема никакви мерки. За возење со скопската жичница имаше голема редица. Граѓаните со душа чекаат да се качат нагоре. Како се возиме со скопската жичница нагоре, како да се качуваме во друг град? Без смог, без магла, без загаден воздух. Скопје веќе неколку дена поред е под густа магла која во комбинација со аерозагадувањето. Еве како изгледа Скопје од врвот на водно. Густата магла покрај цело Скопје ги проголта и висококатниците на Джевахир. Па така одовде од врвот на водно никако не може да се види главниот град. И додека еколозите алармираат, Скопје и натаму останува еден од најзагадените градови во светот. Станицата IQR објави дека главниот град на Македонија се наоѓа на високото 14-то место на листата со незагадени градови. Освен во Скопје, загаденоста е висока во речиси сите поголеми македонски градови, како што се Тетово, Гостивар, Битола, Струмица и Прилеп.